Бушави глави. Хигиена е тоа што го одржуваме чисто. Мајките треба да работат, ако им е тешко да работат се, ние треба да им помогнеме. Хигиена е кога често се бањаме, кога често ги миеме рацете, кога често миеме зъбите, кога често чистиме. Хигиена е кога некој по дома може се бања, понекогаш и миеме садови. Хигиена е кога некој е чист, се бања редовно, си ги мие рацете редовно, си ги мие зъбите редовно, се чешла редовно. Миеме зъби, се бањаме. Хигиена е некој кога редовно се чешла косата, редовно се бања, си ги мие рацете и така. Или нека се најде циганка да им чисти. Тогаш ќе имат мајките повеќе слободно време, а циганката ќе чисти. Кога редовно си ги чистиме ушите, кога немаме кал под ноктите, тоа се спаѓа во лична хигиена. Бушави глави! И мајките се суваат кога се бањаме и кога ќе миеме рацете и други работи. Јаде со чисти раце, си ја мие косата редовно. Ги ставиме да се перат лиштата и да ги измиеме рацете и со чисти раце да јадеме. Мајките треба да метат, да чистат со крпа по прозорот и така. А родителите ја одржуваат хигиената во домот. Нас научат и родителите за хигиена и наставничките. Мајките бришат прашина, суваат со смукалка. Бидејќи ако има прашина, тогаш хигиената нема да биде добра. Понекогаш мајките ако немаат време, земаат и чистачка или жена што им помага. Тие што не одржуваат хигиена можат да се разболат и можат да бидат прљави. Другите членови треба да ја помагаат на мајката за хигиената. Хигиена представува начин на здрав живот, ќе кажам живот, бидејќи тоа е дел од животот кој што мора да ни биде во основни навики. Основна навика е да миеме рачиња, да миеме лице и не само да ја користиме водата како средство за хигиена, тука имаме и сапун, тука имаме и друг начин на хигиена, исто така да внимаваме на кој начин. Например, не можеме да земеме сега некој отпадок од земјата тука, значи мора едноставно да внимаваме како ќе ги создаваме своите хигиенски навики. Тоа е на попрост начин да ви објаснам. Јас тука ќе ја додадам и една друга хигиена, иако тоа е за малку повозрасните, многу важна е и менталната хигиена. Тоа јас го нарекувам ментална хигиена кога читаме книги. Исто така нашиот ум или мозок треба да има еден тип на вежба преку која што ги стекнуваме тие основни добри навики на живењето. Значи мораме да читаме книги, тоа е исто така ментална хигиена. Поздрав до сите бушави глави. Со оглед на тоа што животот ни носи
и убави и неубави нешта. Детството е најубавиот дел од животот. Јас ќе ви посакам да се смеете, да играте, да пеете и покрај тоа што ќе учите, ќе мора да ги слушате мама и тато. Веќе мама и тато најубаво знаат што е добро за нас, а што не е. Така што мојата порака до децата покрај сите овие основни работи што треба да ги прават или да ги знаат, да не заборават да слушаат добра музика, бидејќи вкусот за музиката и за добрите нешта во животот се стекнуваат уште од мали ноѓиња. Бушеви!